Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е Лиљана Поповска од Зелениот институт. Господјо Поповска, добре дојдовте во студио 10. Добре најдов. Гледаме дека загадувањето се врати високо на агендата во јавноста. Значи, вчера излезе информација дека Скопје е втор најзагаден град во Европа. Гледаме дека утрова повторно Скопје е меѓу 10 најзагадени градови во светот. Значи, повторно загадувањето стана топ тема, повторно дишеме нечист воздух, како што покажуваат параметрите. Еве, како еден генерален влез во разговорот, зошто е тоа така? Поради веќе познати причини, нели? Затоа што загадувањето треба да се реши, не треба да се остава. И се уште не е доволно, не сме реализирале програмата која што многу пати, многу влади, многу локални самоуправи ја правеле за спречување на загадувањето или за намалување, меѓутоа не ја спровеле. Така што низ години веќе се открија причините за загадувањето. Можеме да спориме дали се од нешто 25% или 30% или 35%, дали повеќе едно или друго загадува, и тука секогаш спориме, и јас спорам, затоа што премногу се намалува значењето на загадувањето од индустриските објекти, а се префрла само на граѓаните и на загревањето од дрва, да било само исклучиво загревањето на дрва до толку самото по себе опасно, немало цели генерации, нели, низ вековите со дрва се грееле. Меѓутоа тоа е комбинација на повеќе загадувања, но ние многу често ги пренебрегнуваме или институциите ги пренебрегнуваат загадувањата од индустријата, затоа што кога ќе се каже индустрија се мисли само на големи објекти. Не, покрај и во индустрија се и средни и мали објекти кои што се средни и мали загадувачи, но тие бидејќи ги има на илјадници во секоја општина, во секое градче, тие се исто така се вкупно влегуваат со голем обем во вкупното загадување. И затоа многу е важно конечно да се донесе законот за контрола на индустријски емисии, каде што ќе има редовен мониторинг на редовна основа, непрекинат, за големите загадувачи дефинитивно, меѓутоа исто така и за помалите и средни загадувачи, за загадувањето на одредени испусти каде што се знае дека од оджаците дека излегува. И конечно ќе треба тие илјадници средни и мали загадувачи да се контролираат. Треба да се тргне прво, нели, да се донесе законот за контрола на индустријски емисии, второ, треба да се направи контрола, ревизија на сите дозволи, еколошки дозволи и за интегрирани дозволи, што се за големите загадувачи, тие се помал број, пар десетина се низ Македонија, дока и стотина, мислам дека ако е дојдено од прилика, а исто така интегрирани дозволи кои што ги има огромен број, илјадници, а уште повеќе да се види што е со така наречените еколошки елаборати, каде што на општинско ниво се издаваат елаборати со минимален број параметри, а кои што честопати незаслужено се пропуштаат без да се направи прописна контрола каков е технолошкиот процес, како загадува и како тоа да се спречи. Така што, како инженер технолог, ќе ми дозволите, јас посебно го ставам акцентот на индустриското загадување, затоа што тоа е нешто што се решава каде што државата може да покаже колку функционираат како институции, и колку може да контролира и колку и работат институциите. Тука имаме максимално потфрлено. Имаме минимален број инспектори на локално ниво. Секоја втора општина има по еден инспектор за животна средина од прилика, а на државно ниво има некаде 15 инспектори за животна средина државни, од кои еден за природа беше и двајца за води, ако не се лажам. Сега не знам каква е точно состојбата, некои беа пред пензија, меѓутоа сето тоа, сите тие мали бројки на инспектори за животна средина не можат да ги контролираат сите тие индустријски објекти. Многу значаен напредок се направи кога се донесе законот пред 2 години, 22 закон за контрола, за инспекцијски надзор во животната средина, каде што конечно како екологисти се изборивме да се
направи една координација помеѓу државните и локалните инспектори за животна средина. Меѓутоа, како тоа функционира, од се она што имам сознание, мислам дека слабо функционира. Прво, мал број, второ, голорак инспектори, без опрема, без можности на лице место да проверат, без пристап до лаборатории и така натаму, и работат строго шематски по план. Многу ретко се прават контроли ненадејни, затоа што нема доволен број луѓе што тоа може да го направат. Се чини дека екологијата и еколошките инспектори и еколошките лаборати секогаш се ставаат како на последно место, нешто најневажно. Имено, затоа што тука на таквите работи, токму на екологијата, се гледа колку некоја влада, било да е влада нели на државно ниво или локална самоуправа, локална власт, колку им е приоритет животната средина. Тоа се гледа прво преку буџетот, колкав буџет ќе одредат за животна средина, и второ, колкав дел од тој буџет, и обично многу скромен и мал, колку ќе се потроши или колку ќе вратат, ќе пренаменат со ребалансот. Еден од најголемите проблеми е што како да се плашат институциите да се зафатат посериозно за решавање, целосно решавање на загадувањето, како да се плашат дека не е решливо, а решливо е. Тоа се многу конкретни работи кои што науката покажала како се решаваат. Во однос на индустриските капацитети, освен загадувањето кое произлегува од, да речеме, од техничко-технолошките процеси на самите објекти или од загревање кој го користат и така натаму, знаеме дека порано беше проблем горењето на опасен отпад. Па имаше и кога Македонија увезуваше таков опасен отпад. И јас затоа направив предлог измена на законот за отпад и се усвои, мислам... Тоа се забрани, нели? Се забрани, да. Ми го прифатија тоа колегите во собранието и беше поддржан од сите практично пратеници и се забрани увоз на отпад како енергенс. Тоа беше многу важна работа, затоа што се сеќавате, се открија, ваши колеги открија од истражувачко новинарство редица злоупотреби за увоз на под шифрата на инертен отпад, РДФ отпад, практично се и се што се увезувало, и вие добивате мачка во вреќа која што не знаете што се содржи, а после тоа, бидејќи кај нас не се мерат и во многу земји нема редовна контрола на фурани и диоксини, кои што се гасови што се испуштаат при распаѓање на различни јагленоводороди, кои што се остатоци од различни фосилни горива, кои што се собрани се на куп вака и ти го пакуваат како отпад, ти го гориш и потоа ти излегуваат канцерогени гасови. Така што и освен тоа и честички, нели, PM10, PM2,5 и така натаму и ред други работи. Така што горење на нешто што не знаеш што е недозволено, не смее да се дозволи, и освен тоа ние немаме се уште затворени процеси технолошки. Многу малку има целосно затворени технолошки процеси каде што се она што е негативно, што е отровно, што ќе се произведе, да има начин преку филтри, преку адсорбери и така натаму да остане внатре затворено или да се рециркулира, да се претвори во течност, па да се исфрли и да се зачува и така натаму. Така што многу е можно да се направи ако се работи темелно, целосно и ако се затворат сите дупчиња од каде што загадувањето доаѓа. Имаше анализи дека најголемите пикови на загадување настануваа баш тогаш кога се гореше тој токсичен отпад, но сега имаме една интересна појава. Ние имавме на пример неколку години кај што немавме високо загадување, па дури кога таа тема рече се спласна во јавноста, сега гледаме дека повторно се реактивира. Сака да ве прашам, зошто се случуваат тие процеси? Дали сега повторно се случува нешто невообичаено, негативно, зашто повторно имаме загадување? Зошто па едно време немавме загадување? Ајде вака. Значи, многу одлично ви е прашањето, затоа што треба проблемот да се согледа во еден подолг контекст и хронолошки, меѓутоа и споредбено со други земји. Така полесно ќе се разбере.
одва иницијатива, организацијата, од каде што се и двете независни советнички во Карпош, има направено извонредна анализа, ги има објавите на нивниот Facebook профил, од 2011 година до 2022 година. Значи тоа е во период од 11 години, анализа на податоци, официјални податоци добиени од нашите официјални станици поставени од Министерството за животна средина и просторно планирање. Иако не е целосно покриена земјата, не работеле секогаш целосно, меѓутоа, бидејќи многу детално е направена оваа анализа, колешките се навистина максимално посветени, ова им е главна тема на која што работат цела деценија. Значи, практично се гледа дека во тие 11 години, од 2011 до 2022, има намалување на загадувањето, каде што се гледа по квадратчиња, нели, почнува со многу голем број денови во црвено, па потоа се зголемува бројот во портокалово, па се зголемува бројот во зелено, па светло зелено. Се уште е тоа, да се разбереме, значи, ние дефинитивно имаме уште многу високо загадување. Меѓутоа, во овој период од 11 години, значи, очигледно е дека има намалување на загадувањето. Поради што? Поради тоа што низ годините сепак расте еколошката свест, како еколошки активисти работат интензивно, отвораат очи, имаше редица протести, притисоци до разни институции на локално ниво, на државно ниво и мора институциите нешто да направат. Првата голема промена се направи, голем пад на загадувањето се направи со воведувањето на филтри и еколошка трансформација на големите загадувачи, на најголемите загадувачи. Така што еден Макстил, кој што беше редовно најголем загадувач, еден од најголемите, да не речам, во Скопје, има поставено редица веќе опрема со која што навистина драматично го намали загадувањето и тоа мора да се признае. Југохром Јегуновце, кој што беше огромен загадувач на Тетово, престана да работи бидејќи се утврди дека не може да се репарира, да се поправи до тој степен да може да биде функционален или не се најде некој доволно заинтересиран во тоа да инвестира како што треба. Меѓутоа, за 40% екогерила, да речеме, од Тетово покажуваа како вика не загадува индустријата. Во годината кога престана да работи Југохром Јегуновце, 40% се намали загадувањето на PM10, значи честички. Драматично се гледа. Значи, да се вратам назад за намалување на загадувањето во Скопје и во низ Македонија се вкупно. Значи, се воведоа со Законот за животна средина, имаше рок до кога мора да се прилагодат големите загадувачи, па се боревме, не се прилагодија кога требаше, па 1 април беше прв, па испадна првоаприлска шега. Со многу борби, сепак тоа се направи. Понатаму се зголемија критериумите во Законот за животна средина, во Закон за амбиентален воздух се донесе, правилници се подобруваа, се покачуваа, како да речем, критериумите за контрола на индустријски капацитети. Јас, да речеме, критикувам дефинитивно, тоа го кажав, нели, недоволно се контролираат индустријските капацитети, меѓутоа 10 години порано или 20 години порано уште помалку се контролирале. Значи, има некој процес на некаква контрола и некакво влегување во некаков колосек на загадувачите. Имавме тука и трагикомични ситуации, како она со Скопска цементарница, кога две институции, градот Скопје и Министерството, буквално се кара дали таа загадува или не загадува и покажуваа различни податоци. Имено, мислам, дефинитивно загадува, не може да не загадува. Значи, околината, луѓето, прашајте ги, но е намалено загадувањето и таму. Значи, загадуваат, сите овие загадуваат и понатаму, меѓутоа е многу намалено од она што беше порано. Ме разбирате? Затоа што ви одговарам на прашањето во историски контекст. Во историски контекст, значи ако гледаме, така што не е точно дека сега се зголемило. Затоа што цело време во мали варијации има, меѓутоа генерално од големите загадувања што биле пред 20 години има намалување. Добро, освен тоа, да кажам само, ако ми дозволите. Значи, ајде да ги кажеме и добрите работи, нели, што се направило за да дадаме идеја
на институциите дека може да се направи. Тој ми беше прашањето. Добро, еве, каде сме, што понатаму? Како уште повеќе да се подобри? Ете така. Значи, некаков се донесе план за чист воздух пред неколку години, Министерството за животна средина донесе. И тоа беше одлична работа што се донесе и сите го поздравивме. Меѓутоа, што се случи? Беше планирано со тој план да се трансформираат поголем број загадувачи од јавни објекти кои што се грееа со мазут или со нафта или со други загадувачи од фосилно потекло, сите тие да се заменат со газ или на друг начин или со обновливи извори на енергија да се греат и така натаму. Меѓутоа, што се случи? Еден дел од таа програма почна да се реализира, меѓутоа после не се заврши. И еден добар дел од средствата мораа потоа да се се пренаменија за жал за нешто друго, наместо да се употребат за чист воздух. Значи, овие програми што се прават, што ќе ги донесат градовите, градските совети, државните институции и така натаму, треба да се спроведат до крај. Може да се реши загадувањето. Треба да се зауздаат индустријските објекти, да се контролираат повеќе, да се донесе законот, значи, за контрола на индустријски објекти, да се интензивира замената, подитно да се направи замена, тоа не се големи инвестиции на сите објекти јавни објекти кои што се загреваат на мазут и на нафта или на јаглен, како што се школи, градинки, болници и така натаму, општини и така натаму, и да се ограничи циркулирањето на стари, прастари возила, затоа што и возилата загадуваат околу 20% од прилика, 15 до 25% зависи од земја до земја, од град до град. Значи, возилата се исто така големи загадувачи и треба да се оди, да се вложи за промена на возилата. Потоа, треба јавен превоз да се обезбеди. Ние гледаме, сега останавме тотално без јавен превоз. Тоа сакам да кажам, не да тоа одеме... Тоа се прости работи, не треба да измислуваме Ние не топла одеме вода. кон еколошки решенија во јавниот превоз, ние немаме никаков јавен превоз. Ние антиеколошка, така што ако е зголемено сега во Скопје, дефинитивно е и поради немањето на јавен превоз и зголемениот број на возила, секакви возила, луѓето ги вадат можеби и од гаражи што им стоеле или од некаде, наместо да одат со автобус, бидејќи не им е достапно, и одат на поскап начин и на поголемо загадување за сите нас. Значи, има редица и помалку градење. Што правиме ние? Од една страна се градат паркови, почна да се градат паркови, да се прават паркови низ општините, што е одлична работа, меѓутоа истовремено пак не забавува градежната експанзија. Не можеш ти продуцираат, градежните објекти продуцираат тони и тони прашина. Не се води сметка како прво премногу се гради, тоа го спречува провевот, продуцира повеќе прашина, се сечат готови дрва кои што се заштита од загадувањето, абсорбери се на прашина и така натаму. Значи, градежништвото мора да стане одржливо. Ние имаме неодржлива уште експанзија и сето тоа бувнува, се намалуваат зелените површини, многу коли лоши и сето тоа ви е заедно еден пакет и тука е греењето, сиромаштија, каде што луѓе прибегнуваат кон греење не веќе само со дрва, туку што и да е, пластики, отпад, се што сиромаштијата ги тера да преживеат, да се загреат. Тоа е поврзано и со гасификацијата, со централното греење. Заглави гасификацијата. Во развиените земји пред неколку децении се направи масовна гасификација и тоа комплетно го смени воздухот, затоа што и гасот е фосилно гориво и тоа загадува, меѓутоа тоа е 1/10 од загадувањето на другите фосилни горива. Инаку, спомнав дека широкиот контекст е битен. Треба да знаеме дека, ја гледав баш како подготовка на оваа емисија, погледнав малку пошироко за илустрација што можам да донесам и има анализа токму на страницата на Светска здравствена организација, каде што се кажува дека според на учениците дали годишно починуваат од помеѓу 6
7 милиони луѓе поради загаден воздух, па споредуваат дека тоа е помалку отколку 8 милиони што починуваат од цигари во светот. Меѓутоа, факт е дека починуваат, а не би требало ни од едното, ни од другото, ако мене ме прашате. Оти сум, закоравен антипушач, меѓутоа и борец против загадување, но што е забележано? Значи, дека во светски рамки загадувањето се зголемило по индустриската револуција. Така што има една крива, што се вика Кузнецова крива, ако точно го преведувам, на англиски е текстот, каде што се гледаат издувните гасови, полутанти, нели, загадувачи, и овдека е загадувачи азотни оксиди, сулфур диоксид, јаглен моноксид и јаглен, како јагленова прашина, и се гледа еден ист терк на таа крива, каде што има било, нели, ниско, блиску до нула, тоа било во 18 век, пред индустриската револуција, па потоа како што одела индустриската револуција со масовна индустриализација, изголемена употреба на фосилните горива, и каде што профитот станал главна водилка, се повеќе индустрија, повеќе профит, никој не водел сметка за екологија, и доаѓа до еден огромен пик во 20 век, тука околу 1950 година, веќе доаѓа до пикот, и тука некои следни 20 години, од 950 до 970 година, има едно стопирање на растот, и потоа веќе почнува да паѓа, и сега веќе во развиените земји е дојдено овие загадувачи, кои што се страутно штетни и биле во огромни размери во развиените земји, тие се дојдени на прединдустријско ниво. Значи, еве таа крива и на сулфур диоксид, и моноксид, јаглен моноксид, и азотни оксиди. Слични криви има и за PM10 и PM2,5 честички, малку поинакви се, меѓутоа не ги обезбедив за сега, но овие беа многу илустративни. Што е интересно, вели вака, ова е во развиените земји, каде што намалувањето, да речеме, во Велика Британија почнало 1956 година со носењето на актот за чист воздух по оној огромен смог во Лондон, кога десетици илјади луѓе починаа во краток период. Тоа е таа голема магла и смог по кој што сватија сите дека загадувањето убива, загадениот воздух убива, и со тој акт во 1956 година е забранета употребата на одредени горива и во домаќинствата, не само во јавни објекти, и во домаќинствата, и се прави список на дозволени и на недозволени горива. За ова се борам со години, значи, во Македонија мора да се донесе список на забранети горива и во приватните објекти, а камоли во државните. И што се случува, значи, вели трудот, ова е дел од стручен труд што го цитира Светска здравствена организација, на научен труд, каде што вели оваа крива е крива која што во развиените земји е секаде иста. Што се случува во понеразвиените земји, како Индија и Кина што биле, кои што каскаат неколку децении со развојот, зад развиените западноевропски земји и зад Америка. Вели вака, во Индија и Кина иста оваа крива се забележува, со тоа што сега во Индија е уште во нагорна линија, значи уште им е битно... Уште се во развој. Уште се во развој, и уште не водат сметка за екологијата, и затоа Индија и Пакистан се на врвот на загадените градови и региони, додека Кина веќе го достигна пикот и почнува да се намалува загадувањето. А што ќе биде, вика, во понеразвиените земји, кај нив исто така уште побрзо ќе оди, ако на развиените земји им требало 200 години целава оваа крива да помине, на овие земји што се во брз развој,
како што се Кина, Индија, ќе им требаат, вика, им треба и веќе се во тој период од некои 50 години, сега се на врвот, за следните 25 години веќе треба да бидат долу, да се спасат од загадувањето, додека вика во некои земји што се помали и посиромашни, може со добра политика многу побрзо за многу поскратен период оваа крива да се помине или дури и се предпоставува да се прерипа. Каде сме ние на таа крива? Ние нема посебно за Македонија, меѓутоа ние сме некаде како Кина, би рекла не како Кина по развој, по сето тоа, да не ме свати некој погрешно, меѓутоа ние пикот го поминавме. Ние пикот го поминавме и одиме надолу. Затоа и ова истражување од одва иницијатива за тие 11 години од 2011 и до 2022 покажало намалување, затоа што сепак низ овие години, десетина, се превземени одредени. Но велите дека ние како мала земја би можеле тоа поекспедитивно да го направиме. Ова може, јас тврдам, една влада сериозно, ако се зафати за ова во еден, тоа е среднорочен период, 4 години, ако навистина ги свати работите и реши да инвестира сериозно во животна средина, во период од 4 години може тоа да се сведе, ние да ги исполнуваме границите и да бидеме под оние граници што се сега за загадување, затоа што да кажеме на работа за сулфур диоксид, азотни оксиди и јаглен моноксид, ние и сега веќе сме речиси ослободени. Така што во моментов Македонија, значи, ги нема овие криви, ги има поминато, долу се има симнато, меѓутоа PM10 частичките се исто така симнати, но недоволно, се уште се многу високи, а најголем проблем имаме со PM2,5 частичките, најситните, кои што се многу опасни и со нив треба да се бориме. Но за тоа, реков, зборував, има редица мерки и влада на среден рок може ова да го реши и може исто така секоја и локална самоуправа, ако си даде задача, еве сега се идните локални избори, нека си постават задача, едноставно новите екипи или овие постоечки, едноставно може за 4 години сериозно да се намали загадувањето и да се сведе во некои граници каде што веќе ќе може се подолу и подолу да се оди и да се приближиме до цивилизираните развиени земји во поглед на загадувањето. Го начнавме градењето, кажавте за градежната експанзија, колку е таа негативно влие врз загадувањето, ми се чини дека она што стои во законот како регулатива дека објектите треба да имаат 20% зеленило, до крајна мерка се карикира на некој начин. Тоа само се сведува на некакво исполнување на тие пропозиции провизорно и ми се чини дека нема никаков бенефит од тоа, не добиваме ништо. Не е никаков бенефит, не е никаков бенефит, меѓутоа има масовно изигрување. Порано немаше па никакви без никакви ограничувања, без стандарди и нормативи, немаше за што да се фатиш, што да контролираш. Сега има нормативи, голема беше борбата, знаете за тоа, мислам едно 7 години како пратеничка на времето го туркав заедно со екипа екологисти од цела Македонија. Значи тоа беше навистина тешка борба да се донесе закон за урбано зеленило, меѓутоа после тоа тој закон почна да се изигрува, почна да не се почитува. Што е најголемото изигрување? Вика по 20% се дозволува да се третира зеленило во жардинјера или на вертикални покриви зеленило или на покрив или така нешто. Урбано зеленило 20% се знае, ако е ова парцелата, околу парцелата 20% треба да биде урбано зеленило на секоја парцела и на тој начин ти ќе обезбедиш зеленило. Затоа, значи, имавме едно истражување како Зелен институт заедно со екологисти и стручњаци одлични на оваа тема, каде што ги покажавме токму местата каде се изигрува законската регулатива. Има пред се една неусогласеност, зачудувачка неусогласеност помеѓу законот за урбано зеленило и законот за просторно планирање и правилникот за просторно планирање. И терминолошки неусогласеност и во проценти на зеленило и на други параметри неусогласеност. И во тие дупки кои што не се случајно оставени, тврдам не се случајно оставени, тука урбаниот бизнис си направил вратнички за злоупотреби. Бизнисот пред се. Бизнисот пред се, но и стручните служби и на државно и на локално ниво
кои што пропуштаат планови, кои што не смеат да се пропуштат. Затоа што за да помине некој ДУП или ГУП имате разни редица комисии, имате вие комисија за урбанизам на ниво на општина, на ниво на град и на ниво на Министерство за транспорт и врски. Тврдам дека во сите тие три нивоа на комисии се направени скандалозни злоупотреби токму со изигрување на почитувањето на Законот за урбано зеленило. И затоа предложивме и заедно со голема екипа експерти предложивме измени и дополни и на Законот за урбано зеленило, и на Законот за урбанистичко планирање, и на Правилникот за урбанистичко планирање, и со лобирање баш минатата година. Тоа беше поддржано и од Министерството за животна средина, и од Комората на архитекти и инженери, од Асоциацијата на архитекти и од 40 граѓански организации кои што сите добија можност и беа и на јавна расправа и на ред други понатаму циркулирање на разни подобрувања на текстот, и тој исто така беше прифатен и од зелената група во парламентот, која што е составена од различни пратеници. Меѓутоа дојдоа изборите, не се поднесе законот и еве ја користам приликата да ги потсетам сегашниве пратеници, имаат готов спремен закон, ако имаат добра волја и вистина се загрижени за снемувањето на урбаното зеленило, да го донесат. Да, добро. Еве, за крај уште неколку податоци. Вчера излезе исто едно истражување на Светската здравствена организација, каде што вели дека загадувањето на воздухот во училиштата и градинки е просечно за 2 пати се надминати препораките на СЗО. Исто така и дека годишно во Македонија умираат 3400 луѓе од загадување, што представува од 17 до 19% од вкупната смртност. Вие го кажавте тоа во однос на приоритетите на владата, во однос на законите, на регулативите кои треба да се донесат. Еве, за крај би ве прашал, дали некоја влада, еве оваа конкретно или било која, зошто не сака проблемот со екологијата, со животната средина да го стави како приоритет? Бидејќи еве знаеме дека сакаат да ги гледаат работите низ економски параметри, низ пари. Па и така ќе заштедиме пари. Ќе заштедиме прво на превенција на болести, ќе го растовариме фондот за здравство, болниците, клиниките, ќе обезбедиме нови работни места, нови вработувања. На крајот на краиштата ќе ги спречиме луѓето да се иселуваат од државата. Апсолутно. Значи, еве, ако сакаат низ пари ќе заштедиме, ми се чини, ако не е само здравието како еве ударен елемент и човечки ресурси. Во секоја смисла. Се работеше низ годиниве, знаете, еколошката свест треба да се развива. Низ годиниве се развиваше на ниво на граѓани, на граѓанска свест, меѓутоа во политичките кругови многу потешко одеше тоа и погрешно се сметаше, како што вие многу добро кажавте, дека екологијата е скапа работа. Не. Вложувањето во екологијата значи добра економија, затоа што се заштедува на здравје, на човечки ресурси, на средства за лекување, меѓутоа и овозможуваш благопријатни услови, нормални, квалитетни услови, каде што луѓето се здрави, тие можат да бидат попродуктивни и тие можат да направат поголемо општествено богатство. Така што веќе е напуштен во светот, се знае дека е напуштен тој концепт дека треба да се штеди на екологија. Напротив, екологијата веќе се смета за инвестиција и тоа токму може да се види и од тие и научни истражувања дека развиените земји веќе пред неколку десетици години пред Велика Британија пред 70 години, речиси, го сватила тоа откако и се случи тој хаос со големата магла. Во Америка е од 70-тите години донесен актот, значи скоро 20 години подоцна од Британија, но и таму е исто така потоа ефектуиран и е многу прочистен воздухот. Меѓутоа, другиве земји, сите како што се развивале, се повеќе вложувале и вложуваат во екологија. Сега во овие земји во развој се уште има една борба во свеста кај политиката, дали да вложам во брза заработка, брз некаков економски развој каде што бројки само ќе ми покажат во моментот некаков раст, или да вложам во екологија каде што можеби ќе треба 2, 3, 4, 5 фази да поминат, а после тоа да се мултиплицира економскиот раст.
треба да се свати дека вториот пат е вистинскиот. Да. Добро, ви благодарам за разговорот, госпоѓо Поповска. Се надеваме дека до нашиот иден разговор барем нешто ќе мрдне во позитивна насока, па вашите колеги пратеници нека ве послушаат и за законот за урбано зеленило, нека поработат малку. Нека ги послушаат граѓаните, ова беше широко поддржано од многу граѓански организации. Да. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам јас.